Утре официјално завршува учебната 2016-2017 година. Во оваа година училиштата во Битола реализираа голем број на проекти, а секако дека се закитија со многу награди и благодарници. За сите проекти, за сите активности кои што во оваа учебна година ги имаше и ги реализираше основното училиште Климент Охридски од Битола, денеска разговараме со директорката на ова училиште Андријана Мигуловска, но исто така јас имам полно студио на гости, еве ќе ги најавам на почетокот сите, имаме и Даниела Петковска, која што е координатор на тимот за пофалување и наградување ученици и наставници, а имаме и две ученички, односно првенците на ова училиште, тоа се Андреја Филевска и Јована Станојовска. Добре ни дојдовте во студиото. Ви благодариме што не поканивте. Секако сте слушнале за резултатите и постигањата на учениците во нашето училиште и навистина ни е чест што еве тоа се прошири и на тој начин сме поканети во вашата емисија. Традиционално некако на крајот од учебната година сакаме да ги имаме за гости представниците од училиштата и да позборуваме за целиот успех, за целата успешна година која што еве веќе оставате зад вас. Еве ќе почнам најпрво со вас. 2016-2017 веќе завршува. Каква беше ова успешна година за вас и за вашето училиште? Искрено мислам дека е многу успешна. Најпрво ќе почнам заради тоа што се потрудивме, секако започнувајќи од претходната, да направиме просторни подобрувања во училиштето, што значи подобрување на условите во кои што престојуваат нашите ученици. Ако се земи фактот дека училиштето располага со над 1000 ученици, скоро години уназад, веќе таа бројка годинава и драстично се зголемува, значи имаме негде отприлика околу 20% запишани првачи на повеќе од колку последниве 10-12 години. Зборува за фактот дека интересот за запишување во нашето училиште се повеќе се зголемува. И кога си го поставуваме прашањето зошто е тоа така, па јас би го нашла одговорот во тоа што веќе кај нас годинава функционира добро опремен продолжен престој за учениците со 4 вработени наставници кои што фокусирано работат со учениците на нивните домашни задачи, соработуваат со наставниците кои што им предаваат и на тој начин се постигнува повисок квалитет во постигањата. Од друга страна, исто така годинава, во ова учебна година веќе работиме со подобрени услови, со грантот кој што успеавме со аплицирање во УСАИД, во проектот за меѓуетничка интеграција, успеавме да ги реновираме сите тоалети во училиштето и на тој начин сите се чувствуваме многу подобро. Понатака во училиштето престојот новата училница за прво оделение која што ни овозможи да опфат на ученици, значи на поголем број ученици, сето тоа само за себе зборува за едно ниво кое што веќе го оди во нагорна линија и успеваме на тој начин да функционираме со многу добри резултати. Значи, веќе самиот ефектот од подобрување условите се подобруваат и резултатите. Тоа не значи дека во континуитет Климент Охридски не постигнувале учениците високи резултати, зашто наставниците кај нас е мотото за посебноста која што се чувствува кога овие деца, завршувајќи го 9 оделение, кога ќе се најдат во нови средини, искрено сите ги препознаваат дека доаѓаат од Климент Охридски и затоа сите ние наставниците сме многу горди. Условите секако дека се многу битни, барем за родителите кои што еве сака да ги запишат децата на училиште и се решава токму во вашето училиште, но еве како што рековте и самите и тимот е за пофалба, затоа што многу е значаен тимот, односно наставниците кои што ќе работат со децата кои што сме ги запишале токму во вашето училиште. Она што е најново еве од кај вас, ќе почнам прво со тој настан. На 24 мај имавте доделување, прогласување на првенците, кога се во прашање учениците, но и на најдобрите наставници кои што еве во измината во учебна година се покажаа. Да, значи една од основните цели на развојната програма, која што јас како директор мислам нормално кога стапив на оваа функција, имав обврска да ја воспоставам заедно со тимот и училишниот одбор,
Едноставно најголемиот фокус беше фрлен врз талентираните ученици и учениците со посебни потреби. Значи, во таа насока веќе влегуваме во една фаза во која можеме да кажеме дека имаме доста големо искуство. Значи, денеска, кога зборуваме за делот на талентираните, освен тимот кој што работи со талентирани и надарени и со кого настојуваме да се фокусираме и да ги издвоиме талентите на учениците за да може да се развиваат, од друга страна, целта е да се најде начин тие деца да се мотивираат. Значи, работиме на тоа не само да се мотивираат учениците, туку да се мотивираат и наставниците. Искрено, од таа цел беше формирана комисија, односно тимот за пофалување и наградување, кој макотрпно, уште првата година, значи пред 3 години, седнавме и заедно ги формиравме критериумите според кои треба да се избираат првенци на генерацијата. Тие критериуми не се еднакви за секое оделение, што значи трето, четврто, петто и така натака за секое оделение заради различноста во предметите, различноста на тежината и захтевите од учениците, значи се различни, така да учениците, дел од овие ученици кои што се денес првенци во 9 оделение, може би биле првенци и во претходните години, на тој начин нивното портфолио, нивното досие се пополнувало со се поголем број на награди, за да денес, еве, овие две ученички бидат нашите представници на училиштето како да речам слика или огледало на квалитетот на Свети Климент Охридскиот Битол. За тимот, но и за критериумите, јас повеќе веќе ја прашам и Даниела, затоа што сепак е координатор нели на овој тим за пофалби и наградување на учениците и наставниците. Овој квалитетот во нашето училиште остално се вреднува и наградува. Цел за тоа беше формирањето на тимот за пофалување и наградување. Тимот работи веќе 3-та година. Прво беа изработени критериумите, врз основа на кои се вршеше наградување и на учениците и на наставниците. Имаме посебни критериуми за одделенска настава и критериуми за предметна настава, врз основа на кои се врши наградувањето. Веќе 3-та година имавме избор на првенци на генерација од 3-то до 9-то одделение и избор на најдобри наставници. Секоја година избираме двајца најдобри наставници, еден наставник од одделенска настава, еден наставник од предметна настава. И да напоменам дека учениците од предметна настава секоја година избираат и омилен наставник. Еве, јас пак ќе се вратам на критериумите. Честопати ние родителите знаеме да бидеме критични и да сакаме секогаш нашето дете да е прво во нешто. Кои се оние критериуми кои што треба да ги имаат учениците за да бидат избрани за првенци на генерацијата? Значи има повеќе критериуми. Основниот критериум е прво успехот, учество во наставни активности, многу награди, што ние викаме полно портфолио. Ќе ги кажеме леве сите оние кои што оваа година беа прогласени за првенци и наставници, но и ученици? Ученици имаме, значи, од 3-то до 9-то одделение. Во 3-то одделение за првенец на генерација е Давор Петковски. Во 4-то одделение Искра Нечаковска. Во 5-то одделение Марко Димовски и Ева Димовска. 6-то одделение Давор Савевски, Матеја Пеева и Никола Каревски. 7-мо одделение Томе Јолевски. 8-мо одделение Кирил Стефановски и Наталија Георгиевска. И 9-то одделение првенците на генерација Андреја Филевска и Јована Станојовска. Андреја и Јована ги имаме овде. Еве, јас вас ке ве запрашам, вие сте првенци. Што за вас представува ова прогласување како првенец на генерацијата? Па јас на почеток не мислев дека ќе бидам првенец. Тешко е да бидеш првенец во училиштето Свети Климент Охридски. Секако треба да имаш многу успеси. Јас имам дипломи во кошарка, шах и хемија. Исто така имам и хуманитарни активности. Колку е тешко да најдеш време за сите овие работи? Спомена, значи, повеќе спортски активности каде што си првенец, но овде учењето, како услов е успехот. Значи, мора да имате одличен успех. Како ти наоѓаш време за сите твои обврски? Па, ќе си направиме план, ќе си го поделиме дено некако. Така, значи, ако се сака, се може, така? Јована? Да, значи, исто како што кажа Андреја, не е баш лесно да си првенец на генерација во училиште, затоа што тука навистина се добри наставниците и добри учениците и висок квалитет нормално. За времето се сака ако се може, така како што кажавте.
ако си го испланираш добро времето, нема ништо да ти недостасува, некогаш мора да се откажеш од нешто, например, петок навечер, наместо да излезеш, ќе седиш дома, ќе учиш, нели? И мора учествува многу надпревари, биологија, математика, хемија, македонски, така натаму. Но сепак вреди, чувството да си првенецна генерација е прекрасно и сето тоа изгубено време го надополнува. И не секам поради тие неизлезени вечери и самотно излегување со другарите и другарките, затоа што навистина чувството кога си прогласен на бината и кога сите те аплодираат и е навистина незамалливо нешто. Еве ќе ја запрашам јас директорката, како што рекоа, еве и двете ученички, навистина чувството е неопишливо, но мора да се каже дека ова е еден поттик и за сите ученици да се трудат да бидат првенци, затоа што не е мала работа да бидат секако прогласени и во такво училиште како што е вашето. Веќе 3 години го организирате ова и самите рековте дека голем дел од учениците кои што еве денеска се 9-оделенци, можеби во 6-оделение биле прогласени. Има и такви кои што еве се повторуваат од година на година како првенци? Да, значи веќе 3 години рековме дека имаме прогласување на првенци на генерацијата. Значи еве една од нив сигурно се повторила. Морам да ви напоменам дека во сите тие критериуми не се земаат во предвид само надпреварите кои што се на акредитираните здруженија по предметите кои што ги учат учениците. Туку ние ги земаме во предвид и нивните вон наставни и наставни залагања вон и во училиштето. Значи, која е всушност целта? Целта е да се добие профил на ученик како сестрана личност. Значи, бодирањето и начинот на кој што и наставниците и оделенскиот совет го дава последниот збор при одлучувањето кој ученик треба да биде прогласен за ученик, односно првенец на генерација, тука преовладува сестраноста на учениците, активното залагање во сите сфери. Значи, морам да напоменам во делот на прогласување на првенци на генерацијата, значи имаме и прогласување на спортисти на годината. Значи, тука е од оделенска настава Милош Гогучевски, а од предметна настава е Елена Тасевска и Александар Петковски. Значи, не смееме да не ги споменеме спортистите, бидејќи и годинава училиштето Свети Климент Охридски по искрено не знам кој пат, можда 5-ти пат е прогласено за најдобро училиште, односно според Сојузот на спортистите на општина Битола според бројот на освоени награди и бодови е прво во општината. Значи, во нашето училиште се инициира спортување во неколку дисциплини, односно повеќе дисциплини, меѓу кои можам да ги спомнам и шахот, и тенисот, и женскиот фудбал, веќе кошарката женска, машка и ракометот, одбојката исто така. Значи, настојуваме да ги развиеме и да ги негуваме талентите на децата и да обрнеме внимание на секој аспект на нивната потреба да ги развиваат нивните вештини. Има интерес од учениците за сите овие спортски активности? Да. Сепак основно е работата на наставникот. Значи, мораме тука да го ставиме акцентот на тоа во колкава мера наставниците се посветени на својата работа, во толкова мера и резултатите ќе бидат повисоки. Значи, ние сите сме биле ученици и знаеме и сега од сонот да не разбудат кој е нашиот омилен наставник. Значи, оној наставник кој што е посветен на својата работа, оној наставник кој што се радува на ова што го кажува сега нашата првенка, искрата во окото и радоста кога ќе се додели наградата и кога ќе се почувствува важно, кога ќе се почувствува дека цел тој труд неизин веќе некој го вреднувал, тоа е најголемата награда за наставникот. Такви наставници во нашето училиште процентуално се најмногу. Колку оваа награда ги поттикнува да се трудат да добијат оваа титула за најдобар наставник или како што рече и Даниела, имаат избор за најомилен наставник, кој што е навистина особено често сите ученици од училиштето да те одберат за најомилен? Да, начинот на кој што се избира најомилен и најдобар наставник, мислам, од стручен аспект зборуваме, секако најомилениот мора да е и стручен. Исто оди по пат на процедура. Процедурата е со предлози и себе предлагање и аплицирање.
Исто така се отвара досиеа. Секој наставник треба да има исто така голем број на реализирани награди како ментор, понатака активности во делот на училиштето, во наставни активности, а во делот на омилен наставник учениците на кои што во генерациите каде што тој предава гласаат, а за него гласаат, за наставниците гласаат и самите наставници. Значи, искрено не е едноставно да се стигне до прогласувањето на првенција на генерација и најомилени и најдобри наставници, бидејќи вистина треба за сето тоа да се стои со аргументи, и работа. Значи, морам да ви кажам дека комисијата има полна рака работа на патот кон утврдување на крај на 24-ти да ги прогласи најдобрите наставници и најдобрите ученици. Ова, како што реков и на почетокот, е само еден настан, еден проект, да го наречам, кој што вие го реализирате како училиште. 2016-2017 ја испраќаме. Еве да споменеме некои од побитните проекти кои што ги реализиравте во текот на оваа учебна година. Да, значи искрено морам да ви напоменам дека освен тоа што просторно, односно просторните и материјалните техничките услови веќе сме на пат да ги подобруваме, веќе имаме апликации за подобрување на дограмата, прозорците на училиштето. Исто така направивме и училница, летна училница, во која што можат учениците да реализираат, односно наставниците, настава во природа. Морам да ги напоменат и многуте проекти од страна на ЕКО проектите, значи по втор пат го освоивме зеленото знаме во училиштето. Значи искрено реално се реализираат еко проекти. Имаме еко патроли кои што патролираат и во училиштето и надвор од училиштето, во сето тоа се вклучени учениците. Понатака активности со кои што се подига свеста за нивото на екосвеста кај учениците. Доста имаме активности за подигање на свеста од страна на здравието, значи подобрување на здравствените услови, проекти за правилно користење на здрава храна. Значи, сето тоа како проекти, искрено да ви кажам, можам доста многу да зборувам, бидејќи 90 вработени, односно 78 наставници се вклучени во се она што значи и наставна и наставна активност во Климент Охридски. Последниот освоен грант од АЦЕС проектот за Југоисточна Европа, со кој нашиот проект Боите на животот, со кој настојуваме децата со посебни потреби или децата со хендикеп да ги вклучиме во нормалните активности преку човечки библиотеки, значи човечка библиотека отвараме во нашето училиште, што значи сите искуства од на луѓе, возрастни, деца, кои што можат да помогнат во насока на справување со се она што значи хендикеп, социјална попреченост, инклузија, да може да го подобри начинот на функционирање во нашето училиште. Значи, на тој начин можам да ви кажам дека сме вклучени во сите оние современи текови кои што можат да го карактеризираат едно современо училиште во нашиот град. Имавте, тоест минатата година беше реализиран еден проект Училиште без насилство, предпоставувам дека се реализираше и оваа година. Ќе прашам за него затоа што токму пред неколку емисии кога имавме гостин еден психолог рече дека во порасни е меѓуврсничкото насилство. Колку ваквите проекти се од голема корист за учениците, па и за самите родители и наставници? Да, можам да кажам дека тоа е веќе проект кој што кај нас е добри, да не се лажам, сигурно 6 до 7 години. Значи имаме и веб страна, Училиште без насилство, на кое што се качуваат искуства, видеа, примери како да се спречи меѓуврсничкото насилство. Оваа година дополнително имавме некои современи методи, механизми и начини со кои што наставниците беа обучени, односно имаше работилница за реализација на наставни методи за спречување на меѓуврсничкото насилство, а исто така имаме доста активности, особено се карактеристични видео репортажите или видео снимките на кои се играат улоги, значи учениците ги играат улогите на своите врсници со цел самите да се огледаат како другите го гледаат својот другарче насилник со своите очи
И на некој начин, преку разговори, преку разбивање на табуата, преку разбивање на оние ситуации во кои некој се чувствува булингован, да речам, успеваме на некаков начин да го намалиме, да ја намалиме оваа појава, која што навистина е се поактуелна во денешно време. И имате ли поддршката од родителите? Активни ли се во сите овие проекти, активности кои што ги имате, предавања заедно со учениците? Да, можам да кажам дека и да се пофалам со активно учество на Советот на родители во нашето училиште. Ако самиот податок што можам да ви речам дека сигурно барем 5 до 6 пати се состанува во полугодие се состанува Советот на родители. Се организираат предприемнички активности, дел од предприемничките активности и средствата од собраните предприемнички активности, како и хуманитарни активности се со активно учество на родителите и сите тие средства, всушност повеќето од тие средства кои што ги добиваме, односно се реализираат од предприемничките активности, Советот на родители ги инвестира во подобрување на условите во училиштето. Тоа е еден, да речем, многу важен факт, особено со тоа што родителите се информирани за се она што сакаме, настојуваме и го реализираме во училиштето. Тука морам да кажам и за законската обврска, школата за родители. Значи школата за родители за оние деца кои што имаат проблеми во учењето, кои што имаат проблеми од социјален аспект, од психолошки и така натака, е исто една дополна во борбата против настојувањето да се намалат сите тие негативни појави кои што се јавуваат обштествени, а и секако во училиштето. Споменавте еве неколку проекти, тука беа секако зелените знамиња кои што ги имате за многуте еко проекти. Јас еве ќе споменам и нешто што беше особено интересно кога беше актуелно, сончевите колектори од лименки кои што ги направија учениците. Да, значи искрено кога започнавме на еден малку поинаков начин да работиме во екотимот, екотимот е доста голем, се состои од ученици и наставници и родители, кои на некој начин секоја година изработуваат акционен план според кој ги согледуваме потребите во училиштето и од едукативен, меѓутоа и од практичен аспект. И во таа насока успеавме една идеја која што искрено како наставници, јас и мојата колешка ја имавме и сакавме да реализираме сончеви колектори со апликација во ЕКО, односно ОХО организацијата на европско ниво. Успеавме да добиеме грант со кој ги набавивме материјалите за реализација на сончевите колектори. Сега ги имаме тие сончеви колектори годинава и искрено се од голема помош во делот кога имаме променливо време, односно време кога е меѓусезона, кога не е грејна сезона, а времето е ладно. Во оние училници, особено северните училници, каде што имаме проблем со грејењето, навистина се од голема помош. И мислам дека тој проект би продолжил и годинава со нова апликација и нови средства и поттик да нормално тука учествуваа учениците, наставниците и техничката служба кои што го реализираа тоа. Со задоволство ова година, и нареднава учебна ќе го направа тоа. Споменавме дека учествувате во текот на учебната година на многу надпревари, било да се тоа тука регионални или државни. Колку соработката и со останатите училишта, еве не само во Битола, туку и надвор во целава земја, во другите градови од Македонија едно позитивно искуство за вас, па и за самите ученици кои што имаат можност да се дружат со учениците од другите градови кои што се во земјава? Значи, од една страна се развива другарството, значи се развива соработката, од друга страна јас гледам дека се повеќе се развива и компетитивноста. Значи, се враќаат, еве, тука имаме спортистки, се враќаат и желни се да постигнат уште поголеми успеси и да ги постигнат успесите кои што нивните врсници од другите училишта каде што размениле искуства ги постигнале. Реално тоа е она што се помалку го има. Значи, таа соработка, начин на дружење, спортот, а и секако и сите организирани надпревари и по биологија и хемија, начинот на кој што ги совладуваат тешкотиите, меѓу себе, да речам, знаењата ги споделуваат или незнаењата, кај нив оставаат трајни, оттаму потекнуваат и остануваат трајни пријателства. И мислам дека се повеќе треба да се поттикнува
тој начин на соработка. Соработуваме со многу училишта низ Македонија, а и надвор од Македонија. Може би, да речем, материјалните средства се малку кочница, меѓутоа, кога би го зеле фактот дека имаме многу проактивни родители, морам да ви кажам, дали делот во кој што се наоѓа училиштето, сме имале од денеска натаму. Ке се запишеш гимназиско образование, имаш можност повеќе да размислиш на тоа што ќе се одлучиш кога ќе дојде факултет за прашање. Па, јас би сакала архитектура, со цртање бидејќи ми оди, таквите работи ми одат, но ќе видиме. Јас искрено многу се двоуме околу моето средно образование, значи сите можни средни училишта ги ставив да се двоуме меѓу нив. Па се одлучив за гимназијата Јосип Брз Тито, затоа што се уште не сум определена медицина да одам, односно медицинско да одам, не ја сакам толку многу медицината. Економско исто така, па горната се одлучив да одам, односно Јосип Брз Тито. Па таму ќе видам што ме влечи најмногу. Колку овие дипломи кои што ги имате, еве ќе ви ги отворат вратите и ќе немате никаков проблем во запишувањето? Па се надевам дека доста за да го продолжиме таму образованието. И нормално дека и таму ќе влијаат. Сега ги споменавме кога е во прашање новата учебна година, вака на крајот разговорот првачињата. Мај месец заврши, родителите веќе ги запишаа сите оние дечиња кои што треба да одат во прво оделение. Рековте дека има зголемен интерес за кајва во вашето училиште. Да, морам да спомнам дека годинава сме изненадени од интересот за упис во нашето училиште. Значи, бројката, за разлика од изминатите 10 до 12 години, негде е отприлика зголемена околу за 25%. Значи, тоа е нешто кое што само за себе зборува дека веќе родителите и луѓево се повеќе настојуваат и разбираат што значи квалитет. Бидејќи ние навистина многу се трудиме да обезбедиме услови и материјални и наставни, во кои учениците ќе се чувствуваат дека припаѓаат во средина каде што се негуваат нивните квалитети, во средина во која што има место за и деца и со посебни потреби и талентирани, и каде што се вложува сиот свој напор да го извадиме максимумот од нив. Ке има ли услови за сите овие дечиња кои што сакаат? Да, тука веќе од разговорите претходно ме погаѓате каде ми е грижата, значи се надевам дека за догледно време ќе ги постигнеме да ги прифатиме сите тие дечиња, бидејќи бројката вака како што е, не да е, да речам, страшна, меѓутоа веќе го надминува оптимумот. И се надевам дека во наредниот период оние планови кои што ги имаме за реализација и подобрување на условите ќе се исполнат. Околу начинот на реализација на наставата. Значи, искрено морам да заклучам дека секогаш, она што Јована го кажа, кога ќе се навратиме назад, сите оние сати на тежини кои што сме ги поминале, потрошено време, влог и, да речем, она не е изгубено, него поминато во тежина,
кога ќе се добие резултатот, а ова е резултатот, значи интересот за запишување во нашето училиште, тогаш забораваме на се она што било тежина и што значило напор, туку добиваме поголем поттик, нели Јована? Да продолжиме на ист начин понатака, за да може она што значи професија наставник да ја оправдаме, а она што значи прогласување на првенецна генерација, исто така, овие ученици да го оправдаат кога ќе влезат во водите на средно образование и кога ќе ги запрашаат од кое училиште доаѓате, да кажат дека ние доаѓаме од Климент Охридски. Па затоа сте така посебни. Јас ви благодарам многу што еве денеска бевте наши гости. Да, еве ако има уште нешто да можеме слободно. Да, би сакала, значи во едно од достигањата само да напоменам дека годинава на ниво на Основно училиште Свети Климент Охридски се освоени 51 општинско прво место, 41 општинско второ место и 25 општински трети места. Значи по сите предмети кои што се реализираат во основното училиште, понатака имаме регионални први места 27, регионални втори места 40, регионални трети места 35. И државни, значи државни први места имаме 6, државни втори места имаме 27 и државни трети места имаме 15. Значи таа е една бројка која што укажува на фактот дека во Климент Охридски се работи. Јас ви посакувам, како што реков, многу успехи во иднина, двојно повеќе освоени први, втори и трети места, секако успеси за учениците и на вас двете, но еве и на тимот кој што работи за наградување на сите овие ученици, но и наставници. Ви благодарам.